Се враќаме назад во овој блок со колегата Дејан Андоновиќ, како што е стандардно во студиото разговараме, правиме една анализа на информациите од регионот и од светот. Оно што започнуваме е средбата на Ким Јонг Ун и Владимир Путин. Ја начнавме темата, се сеќавам пред некој ден овде во студиото, која е разликата на претходната средба на Ким Јонг Ун со Доналд Трамп, еден од најмокните лидери, и сега со уште еден од најмокните лидери, со Владимир Путин. Вела дека имале суштинска средба во која што разговарали за Корејскиот полуостров. Ако разговараме за два блока, многу силни, западниот и источниот, кои што на некој начин и двата можеби него сигурно во геополитиката имаат интерес за Корејскиот полуостров, што е она што може да се заклучи како од средбата на Ким и на Путин? По оној формалниот дел велат разговарале, се согласиле, се заложиле и најавиле дека ќе продолжат. Но ми се чини дека и оваа средба со Путин, Ким Јонг Ун како да не излезе доволно задоволен од неа, како да не ги добие оние очекувања кои ги имаше, за разлика од претходната со Доналд Трамп, каде што ќе повторам имаше еден холивудски спектакл каде што се очекува, се најавува смирувања, договарања, на крај нели сето тоа заврши онака како што заврши. Заврши и со шпекулација дека ќе бидат номинирани за Нобелова награда за мир. Меѓутоа и тоа се загуби по медиумите. Да се фокусираме на оваа средба, средбата беше многу помалку медиумски експонирана. Тие двајца се сретнале, разговарале, ми се чини по изгледот на Ким Јонг Ун не беше доволно задоволен, како и поскромен да беше и помалку срдечен со Владимир Путин, сепак веројатно не беше толку многу и воздигнуван во таа средба во Владивосток, сепак знаеме и начинот на русите како функционираат, но и како Путин, како државник се однесува, сепак е он поголемиот државник од нив двајца. Разговарале за Корејскиот полуостров, Владимир Путин му посочил, според она што се вели, дека се залага за смирување и намалување на тензиите, ја поддржува денуклеаризацијата на Северна Кореја, но веројатно не на оној начин каков што го бараат американците. Ќе потсетам, американците бараат не само денуклеаризација на Северна Кореја, туку целата таа технологија, буквално целата до последно штрафче да биде испорачана во Соединетите Американски држави, и така Северна Кореја да даде доверба на светот дека веќе никогаш нема да прави нуклеарно оружје или можност да направи нуклеарно оружје. Се согласиле, Ким Јонг Ун изјави и му рекол на Путин дека сепак очекува дека главното тежиште на тоа дали ќе влезат во некаков конфликт со Соединетите Американски држави или не е од Соединетите Американски држави. Ги обвини по втор пат дека ги продолжија тие традиционални воени маневри долж јужно-корејско-северно-корејската граница, и на крај се разбира се замина во моментов, според последната информација, Ким Јонг Ун во оној воз веќе на патот од Владивосток кон Пјонгјанг. Дејан, знаеме дека во тој спор на истокот и западот, можеби Кина е она која што најмногу може да одржува рамнотежа со оглед на својата економска и на воена геостратешка. Чаловски, ќе те потсетам, доколку Северна Кореја се приклони на некој начин кон западот, како што е тоа и Јужна Кореја, ќе се остави еден огромен простор геостратешки каде што ќе влезат американците. Ако ќе влезат американците и западниот свет во северно-корејскиот дел, ќе биде буквално на границите на Кина. Тоа на Кина не ја одговара. Ќе потсетам дека Северна Кореја е на некој начин тампон зона таму помеѓу поранешниот оној исток комунистички и модерниот запад, и покрај реформирањето на светот на Русија, демократија. Сепак ќе потсетам, Кина на власт е комунистичката партија на Кина, така да на кинезите не им одговара многу Северна Кореја да се приклонува кон западот. Не им одговара ни на русите, се разбира, особено што Јужна Кореја, другиот дел од Кореја, е традиционален сојузник на Јапонија и на Соединетите Американски држави. Она што го реков пред малку е фактот дека како и првата средба со Трамп и втората средба со Путин, Ким Јонг Ун ја заврши 4 или 5 часа порано од предвиденото, што само укажува дека некои негови барања очигледно се нереални од светот, или па можеби западните земји
големите геостратешки земји пред се Русија и САД, очигледно имаат некакви други планови со Северна Кореја. Јас можам само да шпекулирам, но не би, но факт е дека и самата реакција на Соединетите Американски држави на средбата Ким Јонг Ун Путин не е нешто многу вознемирувачка. Стеј департментот изјави дека средбата е очекувана и е во духот на обидот на светските сили да го дисциплинираат недисциплинираниот, условно речено, диктатор Ким Јонг Ун. Ја даде анализата пред да ти го поставам прашањето, инаку да, тоа сакам да го. Во секој случај, Северна Кореја ќе мора, ја ќе повторам, зошто е проблематична. Освен што има нуклеарно оружје, таа држава од 30 и нешто милиони жители е долго време под санкции, особено што изминатиот период им се случи една природна непогода, тоа е суша, па дополнително и оној ориз што го јадат и основна состојка на нивното јадење е буквална пустош направено и луѓето се буквално гладни, а се условуваат со тоа да може да дојде до подобри времиња, нели, за Северна Кореја и за животот доколку го тргна тоа нуклеарно оружје. И само ќе потсетам, веројатно сакајќи да ја поспешат внатрешната опозиција конечно да гурне Ким Јонг Ун. Дејан, да се преселиме малку на француско тло. Неколку месеци наназад жолтите елеци протестира, бара намалување на даноците. Францускиот председател Макрон излезе, кажа дека ќе има намалување на даноците, меѓутоа лидерот на жолтите елеци на Твитер објави дека ова е само фарса и дека Макрон не го мисли тоа што го кажува. Први мораме да кажеме дека синоќа за прв пат од кога е на председателската функција Макрон се одважи да направи пресконференција пред француските новинари, да излезе и да се обрати пред јавноста, но пред новинари. Ќе кажам, уминатото тоа француските председатели многу не го практикува, одеа преку телевизиски обраќања каде што не можеа да се поставуваат прашања. Тој синоќа излезе вчера вечер и им понуди намалување на даноци, зголемување на пензии. Практично се обиде да каже сето она што некој сакаше да го чуе, но во своите ветувања, барем според неговите опоненти политички, тој сето тоа што го кажа, прво не може да го оствари, и второ, они го протолкува Макрон како човек кој надмено се однесува и кој при своето обраќање ги подел луѓето на важни и помалку важни, алудирајќи на богаташите и на сиромашните. Мислам дека имаме прилог на таа тема, би да го погледнеме, па ќе го искоментираме. Може. Лидерите на протестите на жолтите елеци изразија разочарување од одговорот на францускиот председател Емануел Макрон на нивните барања за воведување на економски олеснувања за работниците. Тој синоќа на една од ретките пресконференции изјави дека Франција не се наоѓа на погрешен пат и најави нови реформи како одговор на протестите на жолтите елеци. Макрон нагласи дека мора да се обезбеди подобро функционирање на јавните услуги во помалите места и мора да се гарантира пристап за сите здравствени служби, како и да се гарантира дека ниту едно училиште или болница нема да бидат затворени без одобрение на градоначалниците. Францускиот председател се осврни на пензиите, додавајќи дека владата планира да ги зголеми најниските пензии поради растот на инфлацијата. Го видовме прилогот, но Дејан, зошто жолтите елеци на нож ги дочекаа зборовите на Макрон? Јас ќе повторам, жолтите елеци кога започнаа пред 9 или 10 недели со оние огромни протести, имаа 46 барања. Од тие 46 барања, вчерашните ветувања на Макрон беа само 3. Намалување на даноците. Нешто што е апстрактно. Да, ние ќе ги намалиме, како некое предизборно ветување. Ќе ги намалиме даноците, ќе ги зголемиме пензиите и тоа малку ме потсеќа и на реториката која гледаме и на овие балкански простори. Меѓутоа французите имаат во себе еден револуционерен ген, знаеме по историјата, тие се дигнаа на улиците предводени од жолтите елеци, тие испорачаа 46 барања. Едно од многуте барања, ќе потсетаме и миграцијата, едно од многуте барања и намалување на јазот меѓу сиромашните и богатите, со намалување на даноците тој јаз нема да се намали. Повторно сиромашните ќе бидат сиромашни, богатите ќе бидат богати. Особено што тие побараат дури, ќе потсетам, и францускиот председател да нема после неговиот мандат апанажа до крај на живот. Значи, апанажата се однесува дека еднаш председател цел живот до крај на живот да зима државна плата и останато. Едно од барањата беше и распродажбата, има некои политики во Франција каде што се приватизираат електроенергетски
постројки, некои стратешки водоводи, канализации и останато, тоа се противат жолти телеци. Жолти телеци особено се кивни на францускиот председател што нареди француската полиција толку брутално да се справи со оние демократски протести. Протести, ќе потсетам, кои на некој начин се дел од демократијата, кои беа на улиците на Париз и кои целиот свет буквално функционира врз основа на тие некои вредности. Французите, ќе потсетам, се првите кои воведоа таков тип на демократија во историјата, каде што се противе на улиците и се изборува преку улиците да некои права на луѓето. До сега тоа им било успешно. Па успешно и беа у минатото, знаеме и ги има придобивките од целиот свет. Но ми се чини дека Макрон вчера каже уште неколку работи кои првин ги уверуваше французите дека не е Франција на погрешен пат со својата политика. Тоа е прво и оно второ мене што ми падна во очи, а не се однесо само на Франција, туку за Европската унија е првин дека не гледа исто со европјаните околу Брекзитот. И второ, и можеби најважно, е барањето за ревидирање на мигрантската политика во Европската унија. Ке потсетам, французите се залагат, а тоа е тој надмен однос на Макрон, што им пречи на французите. Се залага одредени избрани земји во Европската унија само да имаат шенгенски визен режим, значи алудирајќи тука на 2 или 3 држави, Германија, Франција, ми се чини Холандија и нордиските држави, сакајќи повторно да ги стави луѓето богатите и сиромашните. Како на микро ниво меѓу французите, нели, богатите се богати, сиромашните се сиромашни, така и на европско и светско ниво французин на французин и не може да биде полјакот или чехот или не знам, унгарецот исто као французинот, што дополнително ги иритира жолтите елеци. Жолтите елеци најавија нови протести, не се задоволни и ќе повторам, имаат 46 барања, не се исполнете ниту еден од нив и се додека жолтите елеци не им бидат исполнити, тие ќе протестираат. И само ќе потсетам, една од причините зашто Макрон вчера се обиде да им се додвори на жолтите елеци е најавата на жолтите елеци кои сакаат да учествуваат и на европските избори кои се во мај и на предстојните локални парламентарни избори во Франција. Да, немаме уште многу време, предвидовме уште една тема, тоа е самитот во Пекинг. Односно маргината на самитот не интересира. Да, и се она што е опфатено таму, она што за мене беше интересна информација, ако ги спомнавме претходно при средбата на Ким Јонг Ун и Владимир Путин, Кина како еден вид стабилизатор, Кина и Русија, две моќни држави, започнуваат свој фонд. Инвестицијски фонд. Тој фонд одамна е најавуван тој. Колку може да му наштети на западот? Па ќе видиме. Се работи за две суперсили. Моќни економии плюс? Моќни економии, но повторно ќе кажам, порано беше биполарен светот кога беше времето на железната завеса. Советскиот блок и американскиот, односно НАТО блокот. Подоцна Русија колабираше, беше униполарен светот. Се е мултиполарен светот. Значи денеска немаме две светски суперсили, имаме три, третата е Кина. Ако две суперсили и се спротивстават само на едната, која е Соединетите американски држави, ветува тој фонд, ветува дефинитивно. А четвртата Европската унија? Па Европската унија за сега не ја гледаме многу како голема сила, ако се земе во предвид кои проблеми она во моментот ги има. Една Британија заминува од Европската унија, се уште не е јасно. Нема единство и ќе потсетам, Русија не е под доминација на Кина и Кина не е под доминација на Русија, но Европската унија е под доминација на Соединетите американски држави. Добро, тука некаде се ближи крајот на ова што го разговараме денеска. Дејан, ти благодариме за уште една редовна анализа во рамки на секојдневна на студиото. Овде јас и Антонио правиме пауза, се враќаме околу 17 часот, разговараме на тема религија. Секој има своја формула за успешен бизнис. За нас, тоа е тимската работа. Заедно растеме и секогаш се надополнуваме. Поврзани сме со вистински бизнис партнер, кој со иновативни решенија добри во тоа што го работиме. Изберете VIP бизнис и добиете брз и стабилен интернет за вашата канцеларија и 20 гигабајти мобилен интернет, плюс изберете Lenovo лаптоп за 999 денари. VIP
член на А1 Телеком Австрија групацијата. За опуштање или будење, интензивно или нежно. Што доколку тајната е во спојот на сочни праски, моќен црн чај и ароматичен цвет на хибискус во неочекувана вкусна фузија. Фјусти открија својата фузија. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Почитувани граѓани, драги верници, на 7 мај во Скопје доаѓа папата Франциск во апостолска посета на нашата земја. Оваа посета потврдува дека нашето општество се интегрира и од внатре и кон надвор. Папата Франциск, најголемиот морален авторитет на денешницата, ја препозна потребата на црквата и народот во Северна Македонија за охрабрување. Пораките за помирување и за обнова на нашето општество ќе потврдат дека сите ние сме одговорни за мирот, стабилноста и солидарноста во нашата татковина. Затоа ги повикуваме сите верници и сите луѓе со добра волја во земјата да ја збогатат оваа драгоцена посета со своето присуство. 7 мај, Скопје, плоштад Македонија. Билети за настанот се достапни во католичките парохии во државата најдоцна до 3 мај 2019 година. Повеќе информации на papa.mk. Во недела, за време на великденскиот ручек, ние сме со вас. Со многу музика и атрактивни гости, ќе ви го разубавиме денот и расположението. За придошлу на година, како љуби туги узи. Специјална великденска програма. Недела, 15 часот. Во недела, празнично музичко уживање со великденскиот концерт на Љубојна во 1 ТВ. 20 часот и 30 минути. Едночасовно музичко уживање со единствените на